сега нині і присно, і во веки веков. Амин. Да исполнятся уста наша, хваления Твоего, Господи, яко напоем славу Твою, яко сподобил еси нам причаститеся. Святым Твоим Божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыни, везде поучатися правде Твоей. Аллилуйя, Господи, Калугерството на духовните простори на Македонија повлекува линија од апостолувањето на Павле и знајните и незнајни маченици. По повеќето векови во ембрионална форма, калугерството органски ќе се физиономира од страна на Свети Наум во манастирот каде што тоа непрекинато трае до денеска. Заветот го чува и го продолжува игуменот монах архимандрит Нектари. Во една прилика професорот на Богословскиот факултет Ратомир Гроздановски ќе ми прикаже: откога ги поминавме сите образовни богословски степени, со Нектари ги имавме прочитано и сите книги во матичната библиотека. Па влеговме во библиотеките низ Македонија и тоа ни беше малку. Па почнавме да ги посетуваме и библиотеките надвор од нашите граници. Претуравме по рафтовите и ја полневме паметта, а ја напојувавме и душата. Желбата за читање и тихување го однесе Нектари до извориштето. Свети Наум не треба да вика ислам да се биде секој тука. Тоа што сум старешина не значи ништо, меѓутоа светињата како светињата е манастир кој не престанал да биде манастир 1100 години, со мали прехи одредени бурни времења периоди, но Свети Наум е светител кој е пошироко познат, надвор од границите на Македонија, меѓутоа не врзуваат многу нешто околу него. Тој е еден од највредните ученици на Свети Кирил и Методи, заедно со Свети Климен. Посетата на безброен народ тука сведочи за неговиот култ, за неговата светост, чудата кои и ден денес се случуваат, се доволен доказ за тоа. Ако погледнеме од денешен аспект, постои мислење дека речиси воопшто не давате интервјуа, дека сте поклоник на делото на Свети Наум
и на дигнитетот на Македонската православна црква и дека од тука се трудите да останете настрана од сите турбуленции на денешното живење и состојбите во православниот свет. Добро, во една прилика професорот Челаховски рече, испитај ги писанијата, ќе видиш дека епископот Свети Наум не излева. Јас верувам дека дури и друг светител како него или сличен на него или помал, мислам, не е познат од овие простори, што значи Свети Наум е на светило, една македонско сонце, да го речем, кој зрачи надалеку, меѓутоа како љубоморно да ги чува своите монаси тука да останат и да ги доработуваат оние работи што не успеал самиот тој. Но сепак е тоа дело, што и да се направило, што вика владиката Тимотеј, ние не ги продававме нивите од нашите родители, па да направиме нешто, тоа е се со негови средства и сам фала Богу што манастирот веќе што се однесува на она материјално заздравување го доживува една ренесанса, да речем. Меѓутоа, ако зборуваме за тоа монашко братство кое е сликата на еден вистински манастир, тогаш, пак ќе речем, малку потешко оди, но се надевам дека во своје време, кога ќе се направат и други конаци кои ќе бидат за широки народни маси, а овој дел да остане чисто само за духовни потреби, мислам дека веќе ќе можеме да разговараме и да размислуваме за такво нешто. Јас не се сомневам дека светителот, ако го подигна од пепел повторно манастирот да биде црковно светилиште со богослужба, со посвета на верници, ќе дојде и тој момент кога се веат повеќе мантии тука низ дворот манастирски, мислам. Так. Со дадениот одговор ја одбегнавте, сакам да речам, својата позитивна одговорност во врска со случувањето со манастирот Свети Наум и денешниот изглед на ова велелепно здание. До пред 15 години повеќе од просториите од економскиот дел беа речиси руинирани. Направивте многу досега со вашите устојби, иако како што велите врз основа на делото на Свети Наум. Добро, мислам. Сепак сте вие главниот оној што влече за да се случат овие архитектонски промени. Мислам сепак ево согласно со митрополитот Тимотеј, кој до моментот додека тој не одлучи дека треба да се интервенира и да почнеме со онај дел кој беше руиниран, иако беше 40 години под заштита на заводот, мислам сепак не беше ништо многу заштитено, освен преско живопитот со напред црквата. Сметам дека да си припишувам себе си, мислам, некакви заслуги би било нескромно. Тоа е, затоа што пак ќе речем, тоа се работи кои се заслуга на Свети Наум, кој во одреден момент, ете ние случајно се најдеме тука, ова свето обител, сам зборувам, кога билам ние, јас не зборувам за себе во множина, мислам, со луѓето што работат, со надлежниот архиреј, со сите оние кои несуваат за една таква. На денешниот ден, 15 октомври, по 50 години за прв пат бија и камбаните. Во тој дел предвидовте и капела. Па добро, во манастир треба и да бијат камбани, тоа е посебно чувство за мене, лично ви кажувам, и денеска беше првата литургија со на која што, како што треба, се слушна звукот на овие, речем, прекрасни камбани, што ова година ги осветите на денот на летниот панагир, летната слава манастирска Свети Наум. Добро, но план беше многу подавно, тоа уште 97 година беше проектот готов за овој дел од конаците и камбанаријата која требаше да се гради, и тоа настанале меѓутоа тогашен спор околу дел од конаците кои сега се уште
излеземе, Дойме и Господи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, Ти кој ги благословуваш, оние што те благословуваат, и кој ги осветуваш тие што се надеват на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови од Твоето наследство. Сочувај ја полнотата на Твојата црква, освети и тие што го сакаат благолепието на Твојот дом. Ти прослави ги ни со Твојата божествена сила и не оставај ни нас што се надеваме на Тебе. Дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците на народот наш, на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе. Зашто давањето на секој добро и секој совршен дар е од озгора, доаѓа од Тебе, Отецот на светината, и Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Будим ја, Господе, благословено. Новата капела ќе го носи името на просветителите Свети Кирил и Свети Методи. Во камбанаријата може да има, во камбанаријата има и капела или параклис посветен на Свети Кирил и Методи. Морам да признам во согласност пак со митрополит Тимотеј, јута идејата беше моја тука, на која не се спротивстави надлежниот архиереј, да биде посветена на Свети Кирил и Методи, бидејќи врската на учителот и ученикот, односно на ученикот и учителите, ајца, Свети Кирил и Методи, со Свети Наум, па и со Свети Климента е нераскинлива, мислам, читајќи ги житијата на Свети Кирил и Методи, со какви пофални зборови се однесувале, значи тоа била една невидена почит и љубов кон своите учители и заслугата за продолжување на нивното дело ја имаат Свети Климент и Свети Наум. Сам едниот како архиереј, другиот како монах. Еве, реков 1100 години не се намалило сеќавањето на нив и култот и така натаму. И точно тоа сакав да ги зближиме, мислам, тие се блиско во Царството Небеско меѓу себе, меѓутоа овде нешто што ќе не подсетува, ете, мала црквичка која ќе биде посветена на овие големи всесловенски апостоли, Кирил и Методи, и нивните ученици кои имаат црквата. Без конкуренција, објектот и комплексот Свети Наум е еден од најпосетените туристички места во Македонија во сите периоди од годината. Тоа е голема обврска и за вас, но и манастирот Свети Наум е еден од најголемите афирматори на македонската држава воопшто. Гледаме, имаме туристи од соседни земји, од Грција, од Бугарија, Србија, од Словенија, странци. Ака светителите не можеме да ги ограничиме локално. Сам има светители кои се почитуваат локално, меѓутоа Свети Наум ги надминал границите на Република Македонија и на етничка Македонија, ако сакате. Први доаѓаат почитувачи на Свети Наума како светител, како извор на духовна енергија, на духовна благодат, на благодат која зрачи пред се од гробот на Свети Наум. А второ, мислам, и архитектурата на црквата, и фрескоживописот и иконографијата во сегашната црква, па и она што се знае од порано, за манастирот се предизвик за многу туристи од Западна Европа кои сакаат да видат нешто византиско, нешто постаро, нешто необично од она што тие го имаат, така што јас пак ќе речам, и на светот не можеме да му покажеме високи згради и облакодери, мислам, од она што пред светот го представуваме или не представува, тоа се црквите и манастирите со прекрасен фрескоживопис, со прекрасна градба, архитектура и така натаму. Сам, впрочем, знаете, Охрите, каде и да погледнете, се значи за тоа, па и Скопје битува, Так. Како си гледате понатаму во манастирот, воопшто во вашата сфера на духовност?
Свети апостол Јаков вели, не можеме да кажеме дека утре ќе одам таму и таму, ако претходно не кажеме ако даде Господ. Нормално, секој човек мисли за иднината, меѓутоа лично ако ме прашувате, буквално не размислувам што со мене. Јас бев избран за архиереј на оваа црква уште 93 година, и тоа не го прифатив тој позив, таа одговорна работа, бидејќи секој што знае што значи свештеничкиот позив, особено архиерејскиот чин, треба малку и да се замисли како и што ќе одговори на таа служба. Не се сомневам во одлуката на Светиот Синод дека е сепак од, како се вика тоа, од гласот и изворот на Светиот Дух, меѓутоа јас тој позив во себе не го почувствував. Знаете, ако за една работа не чувствувате внатрешен порив и сили дека ќе одговорите на една одговорна работа, тогаш подобро не стапувајте во таков чин, да не бидеме Да. Се смета дека вашиот придонес би бил значаен во Светиот Синод и дека поканата за ваше членство во Светиот Синод е отворена секогаш? Од нив зависи, не значи дека не е. Со тоа не е, помалку ја вреднувам Македонската православна црква и нејзиниот автокефален статус, не значи дека помалку молитви упатвам кон Бога и за својата татковина, Република Македонија, сите, и за црквата Македонска православна, и за сите луѓе и христијани. Впрочем, на секој монах е тоа должност, да се моли за себе си, за своите блиски, за својот народ, особено во една ваква состојба како што сме ние. Знаете, се неизбежни се тие моменти да се интересираме што и со црквата и со државата. Благословени Господи на вас, по благодати човеколюбие, сега и присно, во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, надеж наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно, и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преподобни Отче, благослови. Воскреси из мертвих, Христос, истини Бог наш, молитвами се пречистија своја матере, сила учасно и животворяща креста, сети небесни сил, безплотник, Светаго Јоана, пророка, претечи крестители Господи, сети славни се хвални апостол, роковедни мучеников, преподобни богоносни Отец наши, сети велики учители Василија Великиот, Григорија Богослова, Јована Златоустаго, Светаго Никола, архиепископа Мерликиского чудотворца, Светаго Атанасија, архиепископ Александрискаго, светих славянски равноапостоли, Метода и Кирила, учители славянски ученикови, Светаго Климента и преподобного Наума, Охридски чудотворцев, Саве Гораз Денгеларија, Святаго свештеномученика Дионисија Реопагита и преподобного отца нашего Јована Хозевита, и же памет совершај, и се сети помилует и спасет нас, јако благи човеколюбец. Амин. Оваа црква македонска е единствената духовна хранителка на овој наш напатен народ, и кога требаше сестринските цркви да излезат со една Христова, христијанска љубов кон нас, тие покажаа нешто како богатиот кој, Грција има неколку цркви во светот кои се под, грци ги
управува, да речем, и Вселенската патриаршија, и Грчката црква, и Александриската, и не знам за Антиохиската, меѓутоа у Америка и Австралија и навсекаде по светот, но ете најдоа и внатрешни и надворешни касапи, за да со намера да ја заколат ова наша овчичка, да ја речам, што сепак нам ни е драга и фала Богу што овој народ беше доволно свесен што му значи оваа црква. Ние многу треба да работиме на тој наш однос човек кон човека, верник како верник вистински предадени на Бога, треба оценим животот свој. Ние кажуваме многу филозофии, не само како и што треба, меѓутоа најдобро сведоштво животот. Ние не изградивме цркви и манастири, иконаци и камбанари, да не речам секој месец нешто осветуваме со парите од Белград или од Атина или од Истанбул. Сам денешен Истанбул. Тоа се се средства од овој наш народ сиромашен кој не знае како крај со крај да закрпи и нема никој право да посегне, барем додека дишеме ние се уште како македонци ова наша мала државичка. И јас не се лутам на сестринските народи и цркви, се лутам на нашите луѓе кои да наречаме добар дел и од народот не расчистил што е меѓу себе. Веројатно пропагандите го направиле своето и српската, и бугарската, и грчката, и некако како да пливаме во тој поглед и национален, и црковен, па не верувам дека и во келијата на српскиот патриарх Павле да не стават да живеам, ако не сум јас поред како што треба, и на Вселенскиот патриарх дека не стават, ако не живеам христијански, не ме спасува ништо. Не е дека нашето спасение на нашиот народ пред Бога е токму преку српската црква или преку грчката. Тие не пристапуваат христијански. Ако е таков Христос, како што тие го нудат, прашање дали тие ќе се спасат. Туку овој народ си знае својата вера и знае како треба кон Бога се однесува, сами дека да не се двоуми дали е на вистинскиот пат или дали Македонската православна црква е автокефална или не, или ние имаме апостолско преемство кое не е прекинато од апостолско време, што е доволна гаранција понатоа. Следното што треба да направиме нашиот живот личен и ние малку повеќе треба посветиме внимание на нашето молитвено надградување, постојната молитва кон Бога и мислам и во таа харитативна дејност, помагајќи си едни на други. Господи, помилуј. За високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство, укрите дјаконството, за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и христолюбив православен народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се освети оваа вода со силата дејството и слигувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да слезе над оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да биде оваа вода лековита за душите и телата и за изгонување на секака непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, да им се испрати благодат, избавување и благословение Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се просветиме со духовната светлина од единосушната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог да не покаже силови.
Современ монах од почетокот на 90-тите години на 20-тиот век, архимандрит Нектари, ги осмисли сите дејности, лични и општи, во духовниот центар Свети Наум. Како еден од првите образовани богослови монаси, оформи широка палета активности на сакрални и туристички понуди во манастирскиот комплекс. А настрана од кададневниот човечки джагор, ненаметливо им даваше духовност на нови катчиња, понастрана отаде изворите. Црквата Свети Атанаси, малку позната, сега доби изглед на резба во камен. Овде со мозаик како да што е. Ова биде што целото се мозаика. Абстракција. Изгледива влага. Нешто такова, тоа ќе не најдеш. Тоа константно, значи, лете зиме ова. Исто така. Ова како се вика долу е долу ова висина е старото како што беше. Ќе излеземе од позади. Кровот би паднато или спрема овие задржаните елементи може бил автентичен, е сигурно. Дали го уште Имало, дали имало. Затоа што ќе речем дека вака покриено може би не со керамиди и вака на овој начин. На две води можда на стрешница. Туго имаше, јас се сиѓам кod Дитија. И најнапред столбовите, оние жабиците долу. А на кого е посветена Светите Тоа е Луѓе? Богородица. На Света Богородица. Може ова да биде. Од ова висина. Инаки си ги Ги изворите, гледаш десно ги имаш чина.
Не е далеко од вистината професор Ратомир Гроздановски, кој за пријателството со нектари, завршувајќи го приказот, ке рече: се е некако предодредено. Едни сме продолжители на делото на просветителот Свети Климент, учиме и образуваме луѓе. Другите пак, продолжувајќи го делото на монахот Свети Наум, ја чуваат духовноста и човековата надеж. Еден од нив е нектари од Свети Наум.